Тоа е нашата драга Наде Молеровиќ. Наде, добро ви утро. Добро ви утро. Убаво расположена како и секогаш и морам на почеток да ве поздравам од нашата Слободанка, наша верна гледачка, која што специјално се јави и кажа голем поздрав до вас, а подоцна и ке ве гушнеме од нејзино име. Поводот за вашето гостување е она што се случуваше вчера во Бифета в Талиџе во 20 часот, прва нейроарт изложба. Само за почеток да прашам што значи тоа нейроарт изложба и да ве понудам со кафенце ако сте можеби или чајче. Значи, нейро знаеме дека значи наука за мозокот, нели, за нервниот систем. И ова е еден метод кој што е меѓу поновите. Јас откако ги почнав да ги работам моите цртежи, открив да видам дали не дека нешто вака постои. И кога видов дека токму тоа е еден метод на терапија на луѓе кои што поминуваат низ тешки периоди, им помагало како начин да може да се ги распостелат своите емоции кои што не можат да ги кажат со зборови. Верувам дека убаво поминавте. Па јас ги пресретнав. И наша Сузе беше тамо. Јас да ве понудам за пиење. Една вода ви благодарам многу. Водичка? Да. Добра. Да. И од мене едно официјално добре дојде Наде, вие сте нашата светулка, вие сте наша инспирација и секое ваше доаѓање и гостување носи радост не само кај нас овде во Алфа телевизија, туку верувам пошироко надвор во домовите на многу гледачи кои што со нетрпение ве очекуваат и јас ја имав честа вчера вечер да бидам дел од првата нейроарт изложба која што веќе ја отворивме дискусијата на истата, на која сите присутни кои што бевме таму добивме по еден ваш цртеж, каде зрачи љубов, израчи една таква совршена, безпрекорна линија на фигури кои така добро се вклопуваат и ако земеме да ги анализираме, ќе најдеме смисла во секој движење, веројатно кое го имате правено со вашата рака. Велат дека во секој еден човек се крие уметник, но треба само да дојде денот кога ќе се отклучи копчето, ќе се отвори копчето за уметноста. Да. Кога се отвори кај вас? Па предпоставувам дека, како велиме ние, дека за да човек биде креативен, треба да биде слободен. Значи, да биде слободен во смисол слободен од грижи, од стравови, од нешто што сега морам, сега треба ова да направам. Знаете, кога сте во еден постојана трка во секојдневните обврски, секојдневниот живот, во сите улоги кои што ги имаме како луѓе, бидејќи јас завршив со тој активен период, нели, на професионални обврски, најверојатно бидејќи сум менаџирала, нели, и организирала еден живот во образование со моите деца, со моите наставници и најверојатно доволно било времето кога сум се препуштила на сите околу мене, да бидам за сите таму. И јас секогаш сум се наоѓала себе си во таквите ситуации, затоа што сето тоа сум го правела со радост и со задоволство, бидејќи сум си ја сакала професијата. Меѓутоа, кога замина во ова златно доба на влијание, што нели рековме нема да го користиме зборот пензија, затоа што тоа значи само дека добиваме плата на банковна сметка. Јас не се чувствувам дека сум личност која што само имам нели банковна сметка. И во овој период кога сум на тоа зона на нели период на златно доба на влијание, најверојатно тие грижи, тој момент, сега треба да одговорам на сите околу мене, јас сум должна, јас тоа морам да го правам, го нема веќе. Јас сум препуштена дополнително нели на себе и на својот внатрешен свет, на своите емоции, на своите мисли, на својот пат што сум го поминала, кај сум била, што сум била и најверојатно таа дополнителна слобода го излеала сето ова да се одрази на хартија со едни движења кои што буквално немаат граница, него идеш, правиш од еден хаос, ти не ни знаеш што може да ти се случи. Точно тие слободни движења кои подоцна така совршено си се вклопуваат и ќе ги видиме ние во инсертите, не може би се. Околу 34-5 дела имаше изложено синоќа на изложбата и таа ќе биде таму поставена се до кога? Па ние до денеска, до синојка беше. Така беше договорот. Иако можеше да, мислам, не беше ни договорот, не ме праша дали сакам да остане подолго. Меѓутоа сепак ќе треба да бидам врзана повеќе нели во тоа. Меѓутоа главната поента беше тоа е тоа што во ова време сум успела да направам и да покажам на јавноста дека
секој може, она што го рековте на почетокот, дека носиме таленти, ние не сме ни свесни колку таленти. Што се ни дал Бог, ама што се ни дал Бог. Треба да ги разбудиме. Да ги разбудиме. Да, еве ние гледаме дел од луѓето, дел од делата, дел од амбиентот, това беше уште пред да се стемни, луѓе кои дојдоа да ве поздрават, да ве гушнат, да бидат дел од целото тоа случување таму, можеби не ги овековечивме сите, но она што можевме да го сторивме за да ја доловиме атмосферата, амбиентот и спонтаноста. Се обратија едни прекрасни жени таму. Ајде да ги поздравиме. Сите ќе ги поздравам, вклучувајќи и тебе. Значи и Тања Алексич и Тина Таутовиќ беше Славица Новеска, беше Лавинија Шовака, беше Ана Бунтевска. Ми подари прекрасна песна која што е на дел од сето тоа. Беа толку убави луѓе, сите кои што доаѓа, значи немам јас сите да ми се познаници да живеам со нив постојано, има луѓе со кои што не сум се ни видела, меѓутоа сме благодарени на социјалните мрежи сме станале виртуелни пријатели кои што сме ја почувствувале енергијата, дека ја имаме заедничка. И сите рекоа, какви луѓе, леле, колку убав народ, колку убави насмеани лица, така да нема поголема радост од тоа. Ја благодарам. На така тажен понеделник и беше навистина голема награда и подарок за сите нас да се собереме по еден друг повод и благодарам што имавме можност така малку да го барем да го завршиме денот во едно поинакво светло од она како започна самиот понеделник. Наде, вие сте длабоко интуитивна личност, барем така јас сум ве проценила сите овие години и секој ваш потек не е случаен, туку е одговор на она што однатре го чувствувате. Ги замислувавте ли вака златните пензионерски години и денови? Па јас ги живеам поубаво од што сум ги замислувала. Затоа што ако му дадам на мојот ум да фантазира, затоа што викат ние како луѓе, како човечки битија, имаме таа дарба да ја памтиме, да имаме меморија, ама да имаме и моќ за фантазија. И сега, ако се повикуваме на меморија на нешта кои што се случувале, а морале да се случат на животот, нели, кои што не биле може би најпозитивни, најдобри, меѓутоа носеле некоја длабока порака за да, што велиме ние, да видиме како ние сме се справиле, што таа ситуација ќе ни донесе и во тие такви моменти, знаете, кога вие фактички не знаете зашто некои нешта ви се случиле, ама ги доживувате како благослов, буквално како благослов. И го заборавив прашањето. Дали вака ја замислувавте оваа доба од животот? Да. Значи многу повеќе од ова. Емоциите, Сузана, дали гледате емоциите што прават? Значи значи плакленјето, перењето на мојот ум дополнително со дополнителна радост, додадена вредност. Додадена вредност. Сите овие патувања кои што ви се случуваат, вие сте непрестано на релација Скопје, Виетнам, Калифорнија и плюс на уште некое изненадувачко место. И сета таа енергија која ни ја испраќате оттаму, кај нас многу силно се рефлектира, верувајте. Многу се радувам дека е тоа така. Затоа што мислам дека ние сите, од секогаш јас така сум мислела дека сега дека сум новој живот, физички, за кој што верувам дека постојат после други димензии, мислам дека сите ние со тоа што ни го дала природата, Бог, универзум, интелигенција, што и да е, сите ние треба да се природно радуваме како деца. И дека само детето се радува на многуте мали и убави нешта. Ама како што расте детето, нели, влијанието од семејството, дома, родителите, училиштето, средината, па поголемата општествена јавност и вие се менувате, не ја задржувате таа радост, затоа што постојано ви викаат, немој тоа, немој, пази што правиш, немој, ќе ти се смеат, па што ќе речат другите, па немој, па од тебе се очекува да бидеш ваков. И сите тие програми се застанале тамо во подсвеста и ние до возрастни го носиме тоа. Сега моментот, она што велите, дали интуитивно се сетив, кој ми беше прашањето, кога рековте дали дека сум интуитивна. Значи, интуитивна сум кога точно знам дека
тоа што треба да го направам, тоа е тоа што мене ќе ме радува. Аха, дали јас ова го сакам? Да, го сакам. Дали тоа мене ми пречи нешто што ме вознемирува? Дали јас сакам и понатаму тоа да го слушам, да го гледам, да комуницирам или едноставно ќе си се повлекувам? Затоа што не сакам мојата чистина на онаа детска радост, на онаа детски чист свет на љубов, на игра, на разиграност, да си го расипам. Затоа што ако јас си го расипам, тоа значи дека ќе влијае моето формирање на лик кој сум јас. Прво на моите дома, па потоа со оние со кои што живеам, со оние со кои што се работувам. И викам, не, мојата улога не е на оваа планета да јас на луѓето што ги среќам да ги направам да се чувствуваат тажни, несреќено, навредено, незадоволно, него сакам тоа да биде навистина да го дадам најдоброто од себе. Не да се преправам и да ставам нормално, сите ставаме маски, нели, за да бидеме пристојни, културни, не знам што, меѓутоа отворено и искрено. И сега најверојатно, јас си велам дека работејќи цел живот на својот личен развој, почнува таа енергија која што не е негативна, него цел живот е позитивна, со отворени очи, со бистрина, со љубов, и сега наеднаш таа енергија излегла и се преточила во сето ова. Што се случува со вашите врсници, врснички кои не работеле на себе, едноставно кои живеат за да се пензионираат и за да седнат дома и да не гледаат веќе на часовникот? Нели често пати зборуваме за свесност, за талентите, колку сме свесни, колку сме се запрашале, чекај кој сум ја, каков живот живеам. Знаете, тоа клучно прашање не си го поставуваме. Кој живот живеам јас? На мојот, на луѓето што се на социјална мрежа, на јавните луѓе, на оние што постојано демонстрираат, нели, величини, лажни и така натаму. Значи, кога ќе почнеме да гледаме и да си го побараме собствениот живот, кога ќе речеме чекај сега, тоа е таа свесноста. И свесноста дека животот е многу краток. Еве гледате што ни се случи трагедијата и со Јаневски така, значи тоа се може да се смени за една секунда. Значи, се тоа толку минливо и кавгите се толку минливи, грижите се безпотребни, затоа што ние во нашиот ум сме си создале, леле, што ако се случи ова? И таа фантазија што ја зборувам, нели, меморија на лоши искуства, па фантазија, а што ако ми се случи тоа утре пак? И тоа векочи не става на оној автопилот кој што велам јас цело време живееш само така, станувам, седнувам, одам се, живот на преживување. И јас сум сватила дека животот не е само преживување, него дека животот има толку многу убавини кои што треба прво да се ги видиш околу себе, ама да се ги видиш и во себе. И ако почнеш така да размислуваш, јас сакам промена, живот кој што ќе ме збогати и со луѓе, и со настани, и со места. Не е секогаш се до парите, до идејата. Сега кој ќе почнам викам, ама јас за ова нема, ама тебе тие. Тоа се само изговорите кои што мозокот ги прави да не се менува и да си ужива, да си гледа и да гледа комфортната зона да ја фатиме, телевизорот пред нас, храна. Да. И тоа е тоа. Јас сакам на нашите врснички, на моите врснички, за кои што стварно сметам дека животот не ни поставил границите, ние сме си ги ставиле во умот. Тоа линиите го представуваат. Дека тоа немате вие граница. Ти ќе речеш ја не можам тоа. Ја не сум уметник, ја нити знам да го објаснам се тоа. Ова е тоа што се случило од мене. Меѓутоа јас сум го нашла моментот дека сега ќе бидам тука и сега ќе работам, ќе си играм, ќе се радувам како дете и всушност излегуваат вакви прекрасни работи. И нека продолжи да ви се случува, нека продолжат овие срца да секаде доминираат, секаде се појавуваат, бидејќи вие сте жена, љубов, наде за родителствувањето и за уште многу други теми за кои сакам да имаме време да проговориме, ќе оставиме во следното гостување, бидејќи денеска вистински времето не ни дозволува, имаме уште многу содржини, беше огромна радост и чест за мене да бидете утринска гостинка. Многу сум ви благодарна. Многу сум посебно сакам да ја поздравам Слободанка која што постојано ми пишува прекрасни зборови, секогаш ме охрабрува, секогаш кажува нешто што излегува од незината душа. И јас ја и благодарам, и ви благодарам на сите вас, благодарам на телевизија Алфа, ви благодарам што сте дел од моето ова секојдневие и од оваа радост, така да јас сум пресреќна. Честа е наша, честа е наша. Благодарам. И јас сум навистина пресреќна што ти бевте ова утро гостинка.
уживав додека ве слушав, навистина дури и без зборови сега си размислувам како да ве одјавам и навистина останав без зборови од она што вие сега кажавте. Само ќе кажам дека на овие ваши години зрачите со многу енергија и продолжете така да ни давате и на нас и да ни пренесувате енергија преку сите оние ваши постови кои што ги споделувате на социјалните мрежи. Уживајте во овие златни години од вашиот живот и ќе ни биде повторно чест ако бидете наша гостинка.